Значи на 3 дена пред избори. Какви се вашите оценки? Ќе има ли конечно на 11 декември фер, демократски и кредибилни избори, што беа впрочем заложбите на договорот од Пржина? На 3 дена пред изборите ние се уште не можеме да кажеме како ќе изгледа изборниот ден. Јасно е дека резултатите се многу блиски, јасно е дека надпреварот ќе биде жесток и јасно е дека власта може би за прв пат во изминатите повеќе изборни циклуси е во голема неизвестност, а мислам дека и пред пораз на изборите. Тоа ја чини нервозна и затоа ќе треба да причекаме да видиме точно како ќе изгледа денот недела, бидејќи изборите досега беа во една релативно нормална рамка на предизборна кампања со неколку инцидентни ситуации пред се на реторички план. Се разбира се водеше една црна кампања во текот на изборите, бидејќи власта мораше се спротистави на понудата на опозицијата со како да кажем зголемување на една националистичка реторика, со зголемување на стравот кај јавноста, бидејќи на крајот ми се чини дека на власта не ја одговара голема излезност за време на изборите. Затоа ќе треба да видиме како ќе помине денот недела и дали некој ќе се определи да ги плаши граѓаните да не излегуваат на избирачките места. Дик, огромни се реакциите на граѓаните кои што тврдат дека не се на избирачкиот список, голем е бројот на оние кои тврдат дека има фантоми и натаму постојат двојни идентитети, значи еден човек со ист матичен број го има на две адреси. И Цигл констатираше неверојатно многу аномалии во избирачкиот список, а сепак ќе одиме на избори. Укажувањата на професионалните, да кажем, согледувачи на изборниот процес, укажувањата на невладините организации понатаму покажуваат и укажуваат на големи проблеми со избирачкиот список, но избирачкиот список е затворен и сите важни политички фактори во државата го прифатија како таков. Јас сум многу загрижен за тоа што илјадници луѓе не се наоѓаат на избирачкиот список и ќе треба да се види на самиот ден на гласањето дали нив ќе ги најдат во листите. Мојот впечаток е дека се работи повторно за една уитурма која прави власта, но ние додека не излеземе на гласање, што се вели, ние не можеме да знаеме колку точно ќе биде тој број на луѓе кои што нема да се пронајдат, бидејќи знаете како, ако е тоа во некаква прифатлива рамка на несовршен избирачки список кој што ненамерно е направен со пропусти, тоа може да биде една слика за изборите. Но ако се покаже дека илјадници луѓе не можат да бидат пронајдени на гласачките места кои што патем гласале во повеќе наврати во претходните избори, тогаш тоа е една симптоматична состојба и мислам дека за тоа ќе треба да се има политички став, бидејќи ако тоа се одрази на резултатот на изборите, тоа ги доведува самите избори под прашање. Од друга страна, целата оваа приказна за фантомите и така натаму, ние доаѓаме до констатацијата која што и претходно ја дадовме, дека овие избори се несовршени, овие избори не се демократски до крај така како би требале да изгледат, а дека Државната изборна комисија на крај е сепак едно тело кој е резултат на низа компромиси за да се стигне до денот на гласањето и за да почнеме евентуално после тоа гласање и после тие избори да излегуваме од оваа политичка криза. Нам ќе ни треба многу големо внимание да посветиме во месеците и годините што доаѓаат, а пред се за локалните избори за неколку месеци во 2017 година, бидејќи е јасно дека на изборниот список се уште има проблеми, но нивната сигнификантност и бројност ќе треба да ја провериме во недела. Така што јас во таа смисла сум резервиран, но исто така се надевам дека сите тие несовршености, сите тие, па би рекол и се уште постоечки злоупотреби нема да влијат суштински врз изборите. Доколку се случи суштински да влијат, тогаш ние имаме една друга ситуација во која што ќе мора главните актери и домашни и странски да превземат и да завземат една политичка позиција во смисла на оценката за тоа како тоа сето изгледало. Се она против кој што се бореше опозицијата и ја започна битката опозициониот лидер Зоран Заев во бомбите. Значи, на заканите, притисоците, уцените и натаму се чини дека функционираат. На пазарот на гласови се делат суми црни пари. За големината не можеме да зборуваме, но ова дека не се само гласишта, потврдуваат сепак и последните изјави на Министерството за труд и социјална политика и на министерот Спасовски за внатрешни работи. Ние знаеме дека ова се избори на кои ќе се пресудува на мафијата. Не можете да очекувате дека мафијата ќе оди на фер избори.
Ние сме дојдени во оваа политичка до таму докаде што сме дојдени до оваа политичка криза, токму заради ваквите однесувања на една структура на власта која што мисли за себе и за своите поддржувачи дека се над законот. Тие сите нерегуларности на кои што сме соочени, со кои што сме соочени и кои што ги сведочиме, се дел од една страна од еден изборен фолклор во Македонија со децении наназад, од друга страна на еден организиран систем за кој јас сепак верувам дека на овие избори се спротистави една граѓанска желба, една партиска свесност, еден меѓународен притисок да димензиите на тие злоупотреби што повеќе се намалат. Не можам на 3 дена пред изборите да предпоставам што се и кој се подготвува за самиот ден на изборите. Јасно е дека има купување на гласови, но тоа знаете како е во оваа држава која што на власт единствено не и се проблем парите, бидејќи се друго е проблем, треба да се очекува, па дури и да за жал се третира како нормално една масовна, да кажам, акција за купување на гласови. Од тоа јас што го гледам, мислам дека и на тоа се наидува на отпор и мислам дека конечно ни тоа нема да им води со плод, а секако ќе влие врз одредени резултати така како што ќе ги видиме на крајот на изборниот ден. Затоа велам, како и со изборниот список. И со ова ќе треба да се види како точно ќе помине изборниот ден, а потоа да се заземат соодветни политички ставови. Веќе мислам дека Македонија повеќе не е расположена да толерира масовни кршења на изборните правила на еден или на друг начин, а и тоа да го прифаќа како некаква нормалност која потоа се легитимира со повторни мандати за стекнување на власта. Затоа велам, ќе видиме во недела како ќе течат изборите, ќе видиме и во сабота како ќе тече предизборниот ден, па потоа мислам дека ќе треба да се завземат соодветни политички ставови. Очекувате ли инциденти на денот на изборите? Не би знаел да ви кажам. Мислам дека ситуацијата е многу растресена. Ние имаме ситуација да и меѓу албанските гласачи има големо би рекол растројство од тоа што до сега беше некаква пракса. Владеачката партија ДУИ, на тоа на сите им е јасно, па и на самата ДУИ ќе претрпи изборен пораз во смисла на некакви своји претходни изборни искуства и ќе видиме таа нервоза и кај власта македонските етнички партии, и кај власта кај албанските етнички партии како ќе се рефлектира, но јас не би исклучил и сценарија, а и можни непредвидливи инциденти кои што ќе се можно и да се случат на изборите, бидејќи гледате нервозата сепак е голема. Големи влогови се во прашање. Губитничката страна, особено ако е тоа, а се надевам дека ќе биде власта, има многу што да ризикува и верувам дека разноразни ешалони на таа власт, разноразни функционери на таа власт, па конечно и самите раководства на партиите можат да бидат склони на една не само толеранција, туку инспирација за тој вид на настан. Но јас мислам дека овој пат бранот и енергијата која што се гледа во општеството, која сака промени, ќе биде толку голема што просто ќе ги засени, ќе ги преклопи, ќе ги поплави овие, да кажам, можни инцидентни ситуации. Во секој случај, секој инцидент ќе мора да се гони според закон и тука не треба да има никаква толеранција. Во тој контекст, верувате и дека македонската полиција ќе има капацитет да се справи со сите инциденти на терен, доколку или евентуално доколку се појават? Не знам. Најточниот одговор за македонската полиција и нејзиниот капацитет ја не знам. Се надевам дека ќе има капацитет. Од тоа што го видовме во последните 2 години, ние гледаме дека главната машинерија, главната инфраструктура за местење на изборите е сепак МВР. Било МВР. Начело со Гордан Јанкуловски и начело со целиот тој партиски апарат и на ДУИ на ВМРО ДПМН. Дали во меѓувреме сме стигнале до ниво со овој, да кажем, со оваа интервенција на опозицијски кадри во полицијата, со интервенција меѓународна околу стандардизирање на однесувањето на полицијата, да се однесува фер, демократски по закон за време на изборите, тоа стварно ќе мора да го провериме на самиот изборен ден. Како ја толкувате изборната реторика на Никола Груевски по завчерашните негови изјави дека доколку беше жив ќосето ќе го вршеше работата со опозициониот лидер заедно? Очигледно е дека се работи за еден крупен гаф на лидерот на владеачката ВМРО ДПМН, не му тоа му е јасно, тој се обиде потоа да ја да кажем да ја направи помалку важна, да ја демфува таа изјава, да се повлече од тоа што го кажа. Меѓутоа ми се чини дека штетата за нив е направена. И мислам дека тоа е сепак одраз на една слабост, тоа е одраз на еден страв.
потребата во политиката да се заканувате толку директно како што тоа тој го направи, со една навистина неславна и епизода и личност во историјата на ВПР ДПМН е во суштина доказ на една слабост и доказ на една свест дека изборите ќе се губат. Инаку, како што веќе и реков во некои други изјави, кога ќе ја видите биографијата на тој Ќосе, тој е сепак еден професионален ликвидатор. На тие списоци на неговите ликвидации има многу дејци на разноразни фракции на македонските револуционерни движења и на ВМРО и така натаму. И јас го предупредив Груевски дека доколку беше жив Ќосето, кој патем биде речен и собствениот брат го има закладно, дека веројатно Груевски ќе беше повисоко на листите за ликвидација од Заев. Така што треба да се биде многу внимателен кога се оперира со тој тип на закани, бидејќи на крај тие закани најчесто се враќаат како штета на оние кои што ги искажуваат, а не за оние против кои се искажани. СЈО, специјалното јавно обвинителство, беше една од клучните точки на реформите и во државата и согласно договорот од Пржина. Меѓутоа, во цел овој период, ние, освен поднесување на пријави и почетоци на подготвителни рочишта за одредени предмети, не видовме ништо конкретно. Како ја оценувате работата на СЈО во оваа ситуација и дали требаше да има видливи резултати досега во овој период, бидејќи изложбите на меѓународната заедница, барем декларативно, се да продолжи работата и натаму? Резултатите од работата на СЈО се видливи. Тие резултати до сега практично резултираат со, ако јас не се лажам, некои 126 обвинувања, опфатени луѓе и така натаму, безброј кривични дела. Јас лично мислам дека главниот дел на работата на СЈО беше блокиран од нашето партизирано судство и дека во тој контекст СЈО направи тоа што можеше во еден ограничен број на месеци, бидејќи СЈО покажува една неспорна желба својата работа да ја тера професионално и законски. Да сакаат да политизираат, да сакаат да бидат дел од некаква, да кажем, правна пракса, која што во Македонија со години се толерира и се практикува од постоечкото судство, СЈО можеше да отиде и во повеќе политикански, да кажем, насоки и да одработи за нечија агенда. Тие сепак строго се држат до тоа што го собираат како доказ, до тоа што го презентираат јавно, а потоа влегуваат во една процедура која што во крајна линија не зависи од нив. Така што мислам дека сума сумарум, работата на СЈО до сега е коректна. Јас ќе бев уште порадосен да имаше барем уште толку дела колку што тие ги извадија до сега. И мојот впечаток е дека дури тие во последниве, да кажем, неколку недели се воздржуваат од објавување на нови обвиненија, токму за да не бидат погрешно сватени во изборниот процес. Но, мојот став е дека на сите оние на кои што до сега не им се разјасниле работите како се воделе во Македонија и благодарејќи на работата на СЈО, ништо нема да промени ако на 2 дена пред изборите се објават уште 3, 5 или 10 кривични пријави или 10 иницијативи за водење постапки против организираниот криминал во Македонија. Со други зборови, она што сакам да кажам е, кој не се освестил до петок за тоа за што се работи во Македонија, тој нема да му биде клучна и пресудна некаква нова пресконференција на СЈО за да евентуално го профилира својот изборен политички став. Така што, знаете како, без разлика дури и на резултатите на изборите, СЈО ќе мора да продолжи. Мислам дека на сите им е јасно дека нивниот мандат ќе биде и проширен временски, дека ќе следува и некакво специјално судско одделение кој што ќе ги процесуира нивните случаи, а мислам дека после изборите ќе имаме ситуација во која што ќе влеземе и во конкретна разработка на обвиненијата, а потоа, како да ви кажам, кој колку ќе може да докаже и да оспори во судските постапки, нека име со среќа. Јас гледам дека има десетици функционери на владеачкиот режим кои што се на листите на СЈО, некои од нив имаат меѓу 5 и 25 кривични пријави. Не знам како размислуваат и тоа до сега, така што не знам како размислуваат дека ќе можат сето тоа да го изменаџираат, дури под претпоставка да освојат и апсолутно мнозинство по изборите, но јасно е дека изборниот резултат ќе биде и многу важен и околу тоа, ако ништо друго, каков ќе биде капацитетот и брзината со која што СЈО понатаму ќе ги процесуира случаите.
Во таа смисла се надевам дека Македонија во недела ќе стави една остра црта на практиката да некои може да бидат над законот и дека ние од понеделник ќе почнеме да се движиме во насока како држава на правна држава, а не на политичка бесправна држава каква што до сега бевме. Впрочем, затоа сите ги очекуваме изборите во недела да видиме како гласачите ќе пресудат, и тоа јас би рекол референдумски, на ова прашање. Сакате ли да продолжиме да бидеме бесправна држава со луѓе кои се над законот, или сакате да почнеме да стануваме пристойна демократска држава, каде што законот ќе важи подеднакво за сите? Ќе победи ли конечно демократијата во Македонија? Не сум сигурен. И мислам дека нема таков кој што може да ви каже со сигурност дали ќе победи демократијата во Македонија во недела, но едно ме чини мирен. Јас во недела ќе излезам со, како да ви кажам, лично како граѓанин со високо подигната глава, бидејќи мислам дека се направи максимално од тоа што можеше да се направи. Ние сите во анализите можеме да предочиме на грешки, пропусти, подобри комбинации кои што можеле да се направат или постапки, но сето тоа мислам дека е сега неважно. Мислам дека до недела на вистина Македонија помина низ една повеќе годишна криза. Мислам дека се избистрија позициите и мислам дека аргументите на страна на оние кои што бараат промена на овој режим се толку јасни што во недела нема да има луѓе кои што ќе можат да кажат не знаев. Тоа е друго како ќе гласаат луѓето, но тие како и да гласаат, не можат да се оправдаат со тоа да кажат еден ден пред своите деца, пред собствените пријатели, пред себе конечно. Знаете, тогаш гласав, ама не знаев за што станува збор. Во недела 99% од луѓето знаат за што станува збор. Друго е прашањето како ќе одберат да гласаат.